Се наоѓаме во Нови Сад и последниот ден пред заминување за Делчево го користиме за да поразговараме со двајца ракометни работници кои своевремено, сега најдовме прилог пред 9 години, имале заеднички надпревари. Се работи за екипата ЖРК Бисинов и нашиот клуб РК Делчево. Тука со нас е представникот на таа екипа, ќе ни се представите? Јас сум Никола Бисинов, ракометен тренер од Велес. Така е. Горан Велков го знаете, а тука и нивниот колега од Србија, така ли? Од Лесковац. Од Лесковац. Сега правиме еден заеднички разговор. Прво ќе почнеме со велешанецот кој еве тука случајно со нас се видовме и ќе ни раскаже за тој период кога игравте заедно со Велков и какви беа тие моменти. И дали се уште се бавите со ракомет? Па вака, јас со ракомет почнав се бавам од 73-та година и би било многу долга приказна кога би кажувал. Меѓутоа, пред 3 години беше 2023 година, си направив една моја лична забава, моите 50 години во македонскиот ракомет. И се викнав пријатели таму на Велешко езеро, прославивме. Во сета таа активност имав прилика, бидејќи сме овдека сега во Нови Сад, имав прилика неколку пати да гостувам во Лесковац и во Врање, каде што запознав прекрасни луѓе, не заради тоа што е тука моња, него навистина прекрасен човек и малку ме внесе во овој српски ракометен свет, да речам. И ланската година, ланското лето ме протна, така да речам, преку ред малку со не знам по која прилика. Така да учествувате на турнирот? Да учествувам на кампот во Свилајнац. И така ми приушти чест да водам таму тие поголемите, повозрастните категории. И морам да признам, носам прекрасно искуство од тој камп и не можев да одолеам, да не дојдам. Имаше еден камп во ноември, не успеав да дојдам овде кај Нови Сад, меѓутоа не како да речем, не е одложно. Планирав сега да дојдам овде. Малку ме спречија здравствени проблеми, требаше од петокот да дојдам, ја дури денеска стигнав. Во секој случај ми се направи кејфот, да речем по нашки кажано. Така. Што дојдов, што сум присутен на овој, утре ќе бидам, да речем, присутен сега вака неврзано со пријателите, со колегите, што ќе бидам присутен на еден настан што за жал кај нас во Македонија го нема и уште долги години ќе го нема, за жал, па ќе речем. И просто уживам, ја го сакам ракометот ми е се во животот и сакам да бидам дел. Летос ке бев дел од кампот, сега не сум дел бидејќи немам екипа, меѓутоа е вака непосредно се дружам со колегите од кампот, тука е Горан, тука е Моња. И утре сигурно ќе се видам и со други пријатели. Така. До која година се надпреваруваше Бисинов? Рековте сега немате екипа? Јас долги години играв во нашите македонски тие младински лиги, па и сениорски. Една година имав и со женска екипа се надпреварував. Во таа прилика игравме пред 8-9 години со Горан, игравме тогаш. Мислам, нашите две екипи играа. Иначе сум учествував со своји екипи на кампот, како се викаше, Академијата на Вардар, додека беше Самсоненко, и да се пофалам искрено 18 регионални единици што ги вика учесници на таа академија, па да не претераме, Горан нека ме коригира, мислам секоја година во една-две категории бев прво, освоив прво место таму и така дома со најголема љубов си ги чувам тие пехари како спомен. И искрено да повторам и да не должам, сум пресреќен што сум во ова друштво вечерва. Така, сега ќе преминеме во Нови Сад сме на тренерот од Србија. Представете ни се, ваше име. Добар ден, да зборувам на македонски или на српски? Како сакате, ако ви е полесно. Не, ово е само еден шлаг и увод во целу причу. Така. Ја ќе говорити српски, не да не погрешим, не кажеме што кажем наш колега из Скопје се караме на тренинг. Јас сам своевремено бил у војсци у Македонија, провел прелепи годину дана у Македонија, така да Македонија сум лично везан јако puno. А ето, игром случајев, ето, теко сам и нове пријатели после тога, ову двојцу колега поред мене, Горана и колего из Велеса, а Николу, али просто негде све ове нас испоју рукомет. Една прича, тоа е рукометна прича. Јас сам јако среќен. Možda ne izgleda tako, ja sam čovjek pred penzijom. Imam još godinu i po rada u školi kao profesor i pred penzijom sam. I onda negde cela priča mene obogaćuje i pravi pravog čoveka i pravi nešto što jednostavno
čovjek nije bogat parama, nego bogat koliko prijatelja ima. I sve ovo što se dešava ovde, eto, jedan otkrivatelj je jedan čovjek koji je upravo iza vas, to je gospodin Đorđe Jakšić, s kojim sam ja, eto, ne malo, jedno 26-7 godina zajedno već u kontinuitetu, a zadnjih 5-6 godina sam uglavnom smetalo. Na koga se najviše ljutim na kampu, odnosno glavni sam pomoćnik organizacije i funkcionisanje kampa, samo kampa. A biti učesnik ovakvog turnira, prestižnog turnira u Novom Sadu, to je privilegija. Za mene je privilegija. Ja sam iz Leskovca standardno, evo, već par godina dolazim sve 3 ekipe, znači 40 deteta je ovdje sa nama, 4 trenera, to je nešto predivno, organizacija predivna, funkcioniše, znači prosto negde sve kao sad. Sada sve ostalo, ovo treba samo doživjeti. To što prenosite na ekran je okej, ali treba doživjeti, treba doći ovdje i ja sam presrećen što sam ovdje. А кога да очекуваме во Делчево, скоро на некоја или пријателска или... Pa imam ja jedan drugi problem, koji to je Goran zna lično. U Leskovcu nikako ne mogu da napravim, da uspem da formiram tu žensku ekipu. A Goran pa nikako tu mušku. Mi smo se upoznali preko muške ekipe i Goran je prvi put u Leskovcu došao sa nekom kombinacijom muškom i ženskom ekipom. Ali što se tiče rukometa, volio bi da dođem, ali nažalost u Leskovcu već 10 godina više ne funkcioniše ženski klub. A mi se privatno družimo. Mimo Goran je par puta bio u Leskovcu ovako privatno sa drugarima i to je zadovoljstvo. Ќе го запрашам и него, еве, привршуваме вториот ден заврши денеска, освен последниот надпревар, сите надпревари ги добивме. Еве, крајот на денот е задолжен за обновување на пријателството, за некои размена на искуства. Како ќе го оцените и оваа година овој Растимо трофи на градот Нови Сад? Во секој случај, овој камп Растимо прерастува стварно традиција за нашиот клуб клуб Делчево, затоа што веќе 4-та година ние учествуваме на овој реномиран, навистина реномиран меѓународен турнир, каде нашите деца, нашите ученици, нашите ракометарки учат стварно стекнуваат искуство и нови моменти кои ни се наоѓаат во текот после на продолжувањето во нашата македонска лига. А јас Моња го знам од Скопје Куп камп од 2014-2015 година. Исто и Бесинов. Со Бесинов бевме цимери на тој Скопје Куп. Значи Владко Неделковски, деканот на факултетот за физичка култура, го организираше. Таму бевме 2 години. 2 години за редом, да. И двете години поред. Јас сум мушко, ти за женско. Така, да. И од тогаш се знаеме, после 2-3 години ме покани на турнир во Лесковац. Заминавме со една машка екипа, една женска екипа. Со женската екипа, оште првата година го освоивме првото место, уште го имам пехарот од Метеор, 2012-2019, така некој беше. Машката екипа го освои 4-то место, и исто машка екипа игравме полуфинале со Дубочица 54. Навистина тврд надпревар, добар надпревар имавме тогаш. И тоа пријателство тогаш премина во традиција, се сретавме после уште еднаш пак со женска екипа. Мислам дека 2 години. 2 години со женска, да, со женска екипа после. И навистина они се малку повозрасни од мене, меѓутоа јас од нив учам во секој поглед, и сега овој турнир што го организира Чика Јакша, навистина нашите деца ќе им останат големи спомени од Нови Сад. Веќе трета генерација носиме овде деца, сите се презадоволни, остануваат во ракометот, што е најважно, не се откажуваат. И мислам дека ќе продолжиме, бидејќи Македонија е мала земја, женскиот ракомет не му цветаат рози. Ние во цела Источна Македонија имаме 3 клуба женски. Ние немаме противници, немаме дуели кај што може да играат тие деца, кај што може. Немаме мини ракомет лига. И мислам дека мораме да ги прошириме нашите граници и да прошириме нашите хоризонти на гледање. И затоа ја користиме Република Србија користиме максимално за да напредуваме во овој спорт. Јас ви благодарам и ви посакувам дружбата да ви трае и понатаму и да се дружите меѓусебно и да забележувате успеси барем оному каде може да настапите, а се надеваме до години да се подобрат и работите во женскиот ракомет и кај нас и кај вас. Благодариме, ја сакам уште една работа да кажам. Голема благодарност до порталот Делчево 365 и Валери Спасенски, бидејќи ние правиме еден револуционерен потек сега со него. Нашите надпревари сите се емитуваат во живо. Значи сите надпревари што играше женската екипа, 13
2013-2014 родени и сите надпревари во мини ракометство беа пренесувани во живо и нашата македонска и делчевска јавност имаше задоволство да ги гледа сите тие надпревари, да ги гледа сите тие возбудени надпревари за нашата екипа и да бидат присутни и родителите и сите блиски на децата да бидат присутни на овој. Медije su danas nešto što su jako potrebno, pogotovo u ovom našem poslu koji mi radimo sa decom. Bez podrške medija mi prosto ne bi se vidjelo deca jednostavno treba negde pratiti, ne mogu svi roditelji doći da vide sve ovo, ali negde uz vašu podršku, pogotovo ovakvih ljudi poput vas i vašeg portala koji imate, prosto puno hvala, ja sam puno srećan što imam takve prijatelje i za ljudi. Znači, nastavite ovo, pratite ovu decu, eto ovde i u Novom Sadu, pa i gde god budu išli, i po Makedoniji, i po Srbiji i dalje. Hvala puno. А тука со нас е еден од главните организатори иницијатори да почне турнирот Растимо, трофеј града Новог Сада. Еве, ќе ни се представите за нашата јавност ваши име. Ja sam Đorđe Jakšić, jedan od autora programa Rastimo, trofej grada Novog Sada, jedan od osnivača rukometnog kampa Rastimo, najpriznatijeg brenda u Evropi u radu sa mlađim rukometašima, jer kamp Кога почна таа приказна? Ovo je, nama je sad, ulazimo u 31. godinu, sve je ovo osnovano 1995. godine, kada smo osnovali rukometni kamp Rastimo kao jedinstveni program privrede Fakulteta za fizičku kulturu i Rukometnog saveza Vojvodine. Posle privatizacije ostala je kao samostalna organizacija i prešli smo u rukometni klub Rastimo koji nasledio je sve te manifestacije. Od 2000. godine ovaj turnir ima status manifestacije od posebnog značaja za grad Novi Sad, zato što je grad koji posebno ove godine jer je prva manifestacija sporta, pošto je Novi Sad ove godine s velikim ponosom dobio titulu grada sporta. I jedan je od programa koji najavljuje sve šta će se, koje manifestacije će se slične ili neke nove i individualnog i ekipnih sportova događati u ovom gradu. Znači ovu 2026. Ste proglašeni za grad sporta. Da. Od 1. januara sa ponosom nosimo to. Želimo da svetu pokažemo kako je, na osnovu čega je Novi Sad grad sporta, grad mladi i kulture, zabave i stvaranja prijateljstava među narodima. Идечи кон вашу салу, видели сме многу млади луѓи, многу млади одат да тренираат, спортуваат, трчат, значи тоа нешто кажува. Ovo nešto pokazuje. Trenutno na ovom turniru, mogu vam reći, učestvuje tačno 1212 devojčica iz dečaka iz 7 država. Posebno su nam dragi stari saradnici, sad već kažemo da su stari saradnici sa Delčevom imamo, smatramo ga članom naše porodice, a i ovoga čoveka. Letos je prvi put došao u rukometni kamp Rastimo, da je postao jedan od omiljenijih. Bisinov od Velес, tako? Jeste, da. Jedan od omiljenijih i trenera, upao je u tim trenera, jer kod nas su treneri oni koji znaju da rade sa decom. Tako. Kod nas je prvi i osnovni odnos trenera je ko ne može da shvati da 10 dana kada je u kampu Rastimo i kada treba da radi sa decom, da nema privatnog života, da je sve vreme posvećen samo detetu i da su deca na pijedestalu. Da je podređeno interesima deteta, taj ne može sa nama da sarađuje. Sad ću vam dati samo podatke, pošto smo prošle godine obeležili 30 godina. U proteklih 30 godina u rukometnom kampu Rastimo boravilo je 14.416 rukometaša sa svih kontinenta, mladih, talentovanih rukometaša sa svih kontinenta. Od toga 387 su postali reprezentativci svojih zemalja u raznim kategorijama. 3 najbolja igrača sveta, Gorica Ćimović, Škrbić
И Само за споредбу толико становништво има Делчево. Така да а највеќи резултати 10 доктора наука. Мислим, šta je? Да, одлично, тоа е у позитивни контекст, хочу да кажам. И mi se trudimo da smo prava vaspitno-obrazovna institucija. Nama je cilj da dete shvati koji je značaj bavljenja sportom. Zašto? Jer danas mi egzistiramo isključivo na poverenju roditelja. Така е. Danas poveriti nekom dete u neku nedođiju, nepoznatim ljudima, ja mislim da većeg priznanja ne može biti. Па тако, родителите денеска не контактираа и рекоа дека изненадени се оти го гледаа во живо секој контакт на ракометарот со топката, со организацијата и се стварно презадоволни. Што им обраќате толку внимание за сето она што се случи тука. Svaku sugestiju, svaki predlog prihvatamo samo da je u interesu dece. Jer naša deca su željna igre, jer zdravog odrastanja. Jer deca samo kroz igru razvijaju sve svoje sposobnosti i svoje karakterne osobine. A sport je još uvek jedino da decu može donekle spasti od svih pošasti kojima su svakodnevno izloženi. Тако е. Главна порака некако како за крај да не Pozivamo sve da dođu, da biće nam dragi gosti, da vide kako je ovo čudo na Balkanu. Така е. Чудо е, така е. I zašto mladi dovode? Žao mi je danas što niste bili da vidite selekcije, imamo 2 selekcije kampa u 14 i devojčica i pošto igraju, pobedili su i bili smo. Бевме на отварањето, таму беше Момир Рнич и тој даде изјава, кажа многу добро дека тоа што се случува таму е се во интерес на децата, баш како вие што кажете. Ali da vidite, sada ste bili u hali kada su pobedili izviđača, jer njima je prva utakmica bila prvi trening zajedno. Nikad zajedno nisu ni pipnule loptu. Nisu pobedili. I pobedili su nisu... Koja generacija? 2014. To je... Treneri, šta je... Zašto je taj rezultat ostvaren? Treneri ne traže šablon, jer naša deca i naš rukomet nije šablon. Nama je samo da znaju početnu akciju, a ostalo da im na kreiranje od slobodu, hrabrost, odgovornost da preuzmu, da će rešiti utakmicu. Така е. Добра порака за младите и ја ви посакувам... Očekujemo vas i vas očekujem na letu, naš kamp će biti u julu mesecu, da dođete, da vidite, gospodin Rnić je definitivno na čelu, tu je i naš gospodin, neće nas izneveriti, nadam se. Samo da je zdravije, dolazim sigurno. Da, moraš i makar ni na štakama, ja sam bio celo smenu na štakama. Da, tako je bilo, da. И кој е ваш фаворит утре во финалето, играју Данска и Германија? Da, zna se da će glavni organizator pobediti. Фала ви многу за овој разговор и во интерес на децата да ви посакам уште јубилеи, да имате големи. Meni je 73 godine od prve registracije. Честитки за оваа организација, фала многу. Ете така ќе го завршиме овој разговор со гостите од Лесковац, Делчево и Велес. Порака до главниот организатор, вие што ќе му посакате? Да биде здрав и жив, право. Да биде здрав и жив, долг живот, колку е тој жив, ние толку ќе учествуваме. Значи, стварно, Делчево како град и Делчево како ракометен клуб, процветот кога почна да ги посетува кампот Растимо во Нови Сад, значи, стварно имаме што да научиме од овие надпревари, стварно имаме што да научиме од овој турнир. Се надевам дека следното лето стварно ќе учествуваме со екипа и дека од тој камп ќе се вратиме сигурно побогати со искуство и јас како тренер и моите ракометари. Убави зборови од организаторите за вас двајцата. Финална оценка еве за она што го кажа. Повеќе од 50 години исто сум во ракометот, меѓутоа исклучително без никаква куртуазија, исклучително сум почестен и ми е чест што сум во оваа друштво овдека. Посебно господинот Јакшиќ, господинот Моња, еве го Горан, мој Горан да го речем, и ние сме така да речем наше горе лист што викаат, нели? И
ќе се обидам да држам некое мое лично ниво, да можам да бидам барем малку да се уклопам со господата домаќини. Така, завршен ваш коментар на она што го кажеш. Јас само могу да кажем као професор физичко воспитање, а и колега и тренер со Горанов, а и Чика Јакша знаа ову причу, могу да раде само професори и привилегија имати овакви луѓе за пријатели. Јас сум у кампу само 26 година, сада ето главни ми е што каже за сарадњу, за све и привилегија бити општо овакво друштво. Ви благодарам уште еднаш и живи здрави, па да се видиме до година. Да, Бог. Hvala vi puno.